Вести на Канал 8. Добар ден. Продолжуваат активностите на изведничкиот одред Ластовица Кучани како дел од кампањата Младите даваат идеи. Во трговскиот центар се одржа настан чија главна цел беше вклучување на младите во општествените случувања, како и промовирање на изведничкото движење. Изведничкиот одред Ластовица од Кочани беше домакин на карванот, што е дел од кампањата Младите даваат идеи, а која се реализира во неколку градови во Македонија. Преку дружење и забава што се одржа на платото во трговскиот центар, присутните имаа можност на поставениот банер да ги прикачуваат своите идеи, мислења и ставови по одредени прашања, особено за оние што се однесуваат токму на нив. Настанот е дел од проектот Младинско учество преку извидништво, а освен вклучувањето на младите луѓе во општествените активности, една од целите е и промоција на извидничкото движење и на извидничките вештини. Поради тоа, главна целна група се децата од основните училишта во Кочани, а носител на проектот е Извидничкиот сојуз на Македонија. Извидничките одреди се мотор, а младите се иницијатори и имплементатори на акциите. Како претходни активности кои се реализираа, дел од овој проект беше Младинска академија, каде што голем број млади од Кочани присуствуваа на истата таа академија и со нивните знаења и ентузијазам денеска се тука заедно со останатите млади од Кочани да се ги запишат нивните идеи, нивните барања, кои подоцна ќе прераснат во иницијативи како дел од Community Action активностите на Сојузот и на Извидничкиот одред Ластовица. Освен извидниците од Кочани, во кампањата се вклучени и нивните колеги од уште 4 други градови во Македонија. Идеите и предлозите што ќе бидат собрани во рамки на активностите ќе бидат разгледани, а оние што се најприфатливи и би можеле да се реализираат во практика ќе им бидат представени на локалните власти. Проектот Младинско учество преку извидништво се реализира со поддршка од Американската агенција за меѓународна соработка USAID, а со него се опфатени најактивните извиднички одреди во државата. Кочанските извидници за своето близу 2-годишно постоење со право се вбројуваат во оваа група, со оглед што досега организираа поголем број обуки, кампови, беа домакини на извиднички караван, а дополнително признание за тоа е што неодамна на користење ја добија и училишната зграда во Полаки, со што во наредниот период ќе можат поуспешно да ги реализираат активностите во природа. Виничкото јавно предпријатие во акција за расчистување на депониите и пролетно будење на еколошката свест. Паралелно со очистењето, поставени се и 50 канти на најфреквентните локации. Ке се менуваат ли досегашните навики на ромското население лоцирано околу филтер станицата и резервоарот за вода во Виница? Депониите кои се создаваат преку ноќ отвораат дополнителна работа на јавното комунално предпријатие Солидарност. Индивидуалната негрижа на жителите во овој дел на Виница е товар на колективната еколошка свест. Акциите за расчистување на дивите депонии започнаа. Еве да го искористиме јануарското сонце. Денеска почнавме со расчистување неколку диви депонии во градот, со тоа што почнавме од патот за филтер станицата за снабдување со вода, резервоарот кај Ромско мало, со тоа што ќе продолжиме во одредените денови на неколку други места. И неколку во план е набавување на 60 контейнери за кои што веќе е распишена тендерска документација за покривање на населените места со контейнери за отпад. Тоа ни е следен чекор во комуналното уредување на општина Виница. Паралелно со очистењето поставени се и 50 мини канти на најфреквентните локации. На улица Партизанска и на булеварот Маршал Тито имаме редовна замена на столбните канти за комунален отпад. Набавени се 50 на број со наши собствени средства. Се надеваме во најскоро време во соработка со општествено одговорни бизнисмени во градот Виница дека ќе продолжиме оваа акција и дека до крајот на пролетта ќе бидат заменети сите столбни канти во градот Виница, па и во некои населени места. Во околината на градот најзагаден дел од несовесното однесување на поединци е пределот кај местото викано Дива Топола, покрај коритото на Градечка река и ридот покрај Ромското мало. Продолжена е процедурата за донесување на детален урбанистички план за градската четврт број 16 во Кочани. По тој повод, граѓаните, здруженијата и правните лица со своји забелешки се вклучија во јавната презентација што се одржа денеска. Се уште не е завршена постапката за урбанистичко уредување на една од локациите на подрачјето на градот Кочани, што започна минатата година.
Станува збор за просторот на така наречената градска четврт 16, за која на крајот на ноември веќе се одржа јавна презентација, а беше организирана и анкета. Со оглед на поголемиот број забелешки и мислења што стигнале од сопствениците на земјиштето и објектите, како и од други заинтересирани, постапката беше повторена. Во салата на Советот на општина Кочани се одржа повторна презентација, на која беа представени измените и дополнувањата на деталниот урбанистички план. Градската четврт 16 се наоѓа на локацијата на старата индустријска зона, а чија граница од север и од запад е улицата Никола Карев, на североисток по улиците Тодосија Паунов и новопроектирана 5, додека на југ и југоисток до улицата новопроектирана 1. Измените во планот се однесуваат за периодот до 2022 година и во него се опфатени поголем број парцели на површина од околу 56 хектари, што претежно се наменети за стопанска дејност. Планот што го изработи проектантската фирма Билт од Скопје може да се погледне и на огласната табла пред влезот на зградата на општина Кочани, како и на веб страницата. Заедно со повторената јавна презентација се организира нова јавна анкета за измените на деталниот урбанистички план, што ќе трае до 2 февруари. Во тој рок, заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје што е опфатено со планот, можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови во писмена форма, кои што ќе може да ги подигнат во архивата во општинската зграда, како и од веб страницата на општина Кочани. Во прилог на анкетните листови треба да достават копија од катастарски план и имотен лист за парцелата за која се доставува забелешката. Кочанци стравуваат од нов ценовен шок. Со покачување на нафтата се очекува да се зголеми и цената на лебот. Пекарите смируваат. За сега цената на лебот е стабилна. Зголемувањето на цената на нафтата ќе придонесе за зголемување на цената и на други производи, сметаат кочанци. Зголемувањето ќе се одрази врз цената на крајните производи, лебот, брашното, градинарството и овоштарството. За граѓаните ова покачување ќе биде уште еден удар по скромниот буџет. Ако може лево да се поскапе, по таа цена што е сега треба да се остане нормално. Народот добро е сега покачија ја платата, тачно е дека поново, ама со тие минимални услови што не ги дават се многу малку и лебо има луѓе што живеат и со социјално има луѓе што се вработени што не може да стигнат да си обезбедат средства за да си обезбедат како што треба за леб, за се што и треба, ама лебо би требало да не се покачува. Тоа е скапо за овај стандард тука кај нас во Македонија е скапо да се покачат. Добро е многу што се народот прехрануваат со овие средства тука што ги имат. Не може со толку со тоа средство би требало да не се покачува ништо. Треба да има да вработе некој да работи па за да имат средства да си купат. А и народот се тука многу загрозени и не можат со тие минимални пари што ги зимат, не може да си купат. Ја го чекат некој чека да земат 2000-3000 динара социјално и лево ќе го покачат. Како може да го покачат? Ја гледам сега цигарините ги покачиле, јас сум пушач, исто покачувам, одам да купувам цигари, купувам минатата вечер, купувам ги цигарините, доаѓам са бале, купувам викам поскапани за цигарите. Со денешните плати, пензии, цел месец не може да се искара, бидејќи се поскапнува. Не само лебо, бензино, се поскапнува и со тие пари не може да се обстане. Не може да обстанеме на овај начин со овие плати, со овие пензии, со овие такова. Не може да се обстане. Многу е скапо. Брашното е поскапно, но сети тие работи, али не можеме да издржиме. Ако не се смени платата, пензијата, ово, не бива за ништо. Иако има најави за можно покачување на цената на лебот, производителите велат дека за сега неговата цена останува иста, но не се исклучува можноста за негово покачување. Пекарите велат дека главен фактор за покачување на цената на лебот е цената на брашното, така што се додека цената на брашното е непроменета и на лебот ќе остане иста. Во Македонија 21,8% или над 450.000 граѓани се сиромашни, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика за 2016 година. Од вкупниот број сиромашни, 9% се вработени, а 7,1% се пензионери.
Годините поминати во училишните клупи се незаборавни и најубави во текот на животот. Емотивот и пораката која што актерите од Центарот за култура Ацо Шопов од Штип им ја пренесоа на присутните во салата на Центарот за култура Бели Мугри. Одиграна представата Енци Менци Оделенци, авторски проект на Трајче Кацаров. В сабота и недела пак од 20 часот ќе биде прикажан филмот И целител. Представата Енци Менци Оделенци беше одиграна во Центарот за култура Бели Мугри во изведба на актерите од Центарот за култура Ацо Шопов од Штип. Станува збор за представа за деца и млади, авторски проект на Трајче Кацаров. Има еден временски интервал во животот на човекот воопшто кој што не се заборава и кој што представува на некој начин и животен празник. Тоа е нешто што е како фатум или како сенка кој што е постојано со тебе. Ја мислам дека тоа се ученичките години. Има една, како се вика, еден стих од Бранко Радичевиќ кој вели дека од колепке па до гроба најболе су џачке доби, јас извинувам што ова на српски го кажувам, но преводот е неадекватен на македонски, но навистина тие денови на школските денови, деновите на училиште кога се јавуваат првите познанија, првите познанства, првата љубов, првите сознеби за оно што сме, каде сме, остануваат за секојаш како еден впечаток или место од каде што или време од каде што се црпат најмногу инспирации, нема кај што ти дава најмногу инспирации, нешто каде творештвото го наоѓа својот извор. Еве ова моја книга Енци Менци Оделенци најде извор токму во тоа пето оделение, токму во тие првични среќавања, првични игри, школски тегови и така натаму. Представата изобилува со весела игра и сценска присутност, која дава за право на публиката да воспостави комуникација со актерите. Во представата играат Ана Марковска, Тања Митева, Росана Бадева, Кристина Лазова, Сонја Пилатова, Борче Манев, Стефан Михов, Јаков Трајанов и Трајче Јованов. Кореографијата е на Благој Ѓоџев, музика и музичка илустрација е на Ефимија Јованова. Представата Енци Менци Оделенци за прв пат сме на оваа сцена во Кочани и сметам дека публиката добро ја прими представата и им ја пренесовме главната порака, а тоа е дека годините кои што ги поминуваат во училишните клупи се најубавите години кои што може да ги поминат и спомените кои што ги стекнуваат сега ќе ги памтат во текот на целиот свој живот. Па така и ние, сеќавајќи се на сите работи што сме ги правеле во 5-6 оделение, дадовме се од себе за да успееме сето тоа да го изведеме на сцена и да и се доближиме на публиката и се надевам дека им се допаднавме на сите што не гледале. Ние како актери бевме доста задоволни од нашата изведба и верувам дека и самата публика беше задоволна. Се надеваме дека во иднина ќе може да настапуваме и во други градови, за да можеме да докажеме пред се ние како личности и како актери и да докажеме нашата способност. Гостувањето на представата Енци Менци Оделенци е резултат на соработката на Центарот за култура Бели Мугри со Штипскиот центар за култура. Воедно од Кочанскиот центар за култура го најавија прикажувањето на филмот И целител. Да ги поканам еве јавно сите да дојдат утре од 20 часот и во недела да ја погледат премиерно, да го погледат премиерно филмот Исцелител на Ѓорче Ставревски, каде што наш сограѓанин ја игра главната улога, тоа е Благој Веселинов. Значи, билетите се во продажба, исто така граѓаните ја има можноста нели да ги купуваат и предвремено, така да нашата институција ја нуди можноста и порано да си обезбедиме свое место за гледање на филмот. Улогите во филмот ги играат Благој Веселинов, Анастас Становски, Аксел Мехмет, Александар Михик, Мирослав Петковиќ, Диме Илиев и Симона Димковска. Сценариото, режијата и продукцијата се на Ѓорче Ставрески. Цената на влезницата за филмот изнесува 150 денари. Успешно помина шестиот поред хуманитарен концерт насловен по патеките на Тоша, што во организација на Тоши Илиев од Кочани, а по повод роденденот на Проески, се одржа во спортската сала. Собрани се вкупно 24.000 денари и истите наменети за помош на Андреј Стојанов.
Граѓаните на Кочани уште еднаш ја покажаа хуманоста на дело. Ја наполнија салата на 6-тиот поред концерт по патеките на Тоше, што во организација на Тоше Илиев од Кочани се одржа во спортската сала. Концертот е со една единствена цел – да му се помогне на Андреј Стојанов, на кој му се потребни финансиски средства за да замине на лекување во Русија. Организаторот Тоше Илиев со концертот ја продолжува хуманата мисија на Тоше Проески, кој што пак, додека беше жив, му помогна на ист начин со хуманитарен концерт во Кочани за негова операција. Токму и затоа концертот се одржува секоја година на истиот датум, 25 јануари, на роденденот на Тоше Проески. Еви ова година 6-ти пат поред го организирав хуманитарниот концерт по патеките на Тоше, како што ветив, нели, еве ова традиција и се гордеам со тоа што вие како телевизија и со помош на моите сограѓани го успеав да го одржам тоа редовно организирање и сакам да се заблагодарам на сите затоа што како што видовме, салата беше полна и супер пројдовме, значи јас сум најискрено задоволен од страна на музичарите кои настапија, кои ме удостоија со нивното присуство. Исто така и уште еднаш ќе се заблагодарам на сите присутни во спортската сала. Андреј Стојанов се заблагодари на сите кои придонесоа за организирање на концертот и за негова помош и поддршка. Благодарам на сите присутни што се овде вечерва. Многу голема чест ми направија. Се надевам дека ќе успееме во ова што го планираме и се надевам дека ќе успеа да отидам во Русија во Евровита. Ви благодарам на сите што сте овде. На концертот настапија локални кочански групи и пејачи: Криптон, Драгана Јорданова, Виктор Постолов, Оливер Стаменков, Акустик Мендес Сојоле, Сања Златкова, Дејвид Стојков, Коко Бенд и Дарко Тонески. Ова е 6-та година поред на одржување на концертот. Претходните 5 беа организирани исто така за наши сограѓани на кои им беше неопходна помош. Општинската организација на Црвениот крст Кочани во 2018 година ќе реализира ПХВ програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Минатата година, како дел од проектот, младинците реализираа 7 мали проекти. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е програма која што се спроведува преку општинските организации на Црвениот крст на ниво на целата република. Општинската организација на Кочанскиот Црвен крст веќе подолго време ја спроведува оваа програма, така што со имплементација на истата ќе се продолжи во текот на 2018 година. Самата програма го следи школскиот циклус, каде што секоја година 30 нови младинци поменуваат 3 обуки, 3 работилници, каде што се стекнуваат со основни знаења за самата организација, значи дисеминацијска сесија за Црвениот крст, стекнуваат знаења за потребите, пронаоѓање на потребите во нивната локална заедница и како се подготвуваат и имплементираат мали проекти. И третата работилница е за нивно документирање. После спроведените 3 обуки, самите младинци излегуваат на терен, каде што со поддршка на своите дисеминатори, ментори, како нели на општинската организација, изработуваат мали проекти за добробит на заедницата. Во минатогодишниот циклус 2017 беа спроведени 7 такви мали проекти од страна на младинците. Од планираните работилници како дел од проектот на 30 јануари вторник ќе се спроведе првата ПХВ работилница, која што ќе се одржи во 13 часот во основното училиште Раде Кратовче. Инаку ПХВ е проект што веќе 20 години екзистира на територијата на Република Македонија. Во Кочани и регионот повеќе се дава предност на насочување на проектите кои имаат хумана димензија, а во останатите градови во мултиетничките средини се работи на проекти за соработка помеѓу културите и нивниот начин на живење. Благодарение на ПХВ проектите, изминативе години младинците кои учествуваат им помагаат на социјално ранливите категории семејства од Кочани.
Следува информацијата од спортот. Викендов во Оризари ќе се одржи третиот фудбалски турнир во Сала, чиј организатор е Фудбалската академија Младост Тошев. Ќе учествуваат 4 екипи кои ќе се напреверуваат во 3 возрастни категории. Фудбалската академија Младост Тошев од Оризари викендов по трет пат ќе биде организатор и домаќин на турнирот во футсал во пионерска конкуренција. Настанот е во рамки на одбележувањето на верскиот празник посветен на Свети Атанасиј Велики, кој е и патрон на населбата. Како учесници на турнирот се пријавиле вкупно 4 екипи, кои ќе се надпреваруваат во 3 категории: деца родени 2007, 2008 и 2010 година. Се очекува да настапат близу 100 млади фудбалери, кои веќе ги бранат боите на своите клубови, а со оглед на квалитетот и конкуренцијата е солидна. Турнирот ќе се игра в недела со почеток од 10 часот во спортската сала на основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари. Освен екипата домакин Младост Тошев, организаторот го најавува учеството и на Фудбал Старс од Кочани, Слога 1934 од Виница и Саса од Македонска Каменица. Прогласувањето на најдобрите екипи и доделувањето на наградите е најавено за во 18 часот. Со оглед што се организира трета година поред, турнирот веќе станува традиционален, а поддршка за неговата организација дава и општина Кочани. Со спортската информација и прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.